Здраво, деца! Еве не повторно во третата видео лекција од темата анимација. Денеска ќе зборуваме за основните принципи на анимација, од што таа се состои и ќе покажеме неколку едноставни примери за креирање на различни видови на анимации. Ќе го стартуваме, се разбира, програмот Vectorian Johto. Во претходните две видео лекции објаснувавме за работната околина на самата програма, а тоа беше во првата, во втората ги објаснувавме поединечно алатниците и нивните својства кои што ни служат за цртање и за промена на својствата на објектите. Во текот на креирањето или во текот на покажувањето на примери за некои анимации, ние ќе покажуваме и дополнителни некои својства кои што не сме ги опфатиле во лекцијата во која што ги објаснувавме поединечно. Денеска насловот на лекцијата е принцип на анимација и временска лента или временска линија и видови на кадри. Да ве потсетам, временската лента е делот кој што е означен со помош на оваа лента на која што имате бројки кои што се разликуваат за 5, 1, 5, 10, 15, 20 и така натаму. Таа не завршува тука, туку можете да ја скролирате надесно. На временската лента фактички ја гледате времето во кое што се одвива самата анимација, затоа што анимацијата се состои од статични слики. Сите овие малецки квадратчиња представуваат еден момент во времето, односно една статична слика, кои што, кога ќе се пушти анимацијата, се менуваат со определена брзина и на тој начин ние ја гледаме анимацијата. Значи, ова се кадрите. Кадрите се основниот елемент на секоја анимација. Меѓутоа, имате два типа на кадри. Тоа се клучен кадар и меѓукадар. Ќе објаснам на еден пример. Значи, јас веќе имам направена една кратка анимација, која што сега ќе видиме како изгледа во некој си браузер. Значи имаме некој малечко топче кое што прво почнува се движи некаде горе десно, па се зголемува, па се движи надолу, па се намалува и повторно се зголемува. Тоа се повторува, се разбира, кога ќе заврши од почеток, да видиме како тоа како скица изгледа во рамките на една слика. Значи, ова би требало да е таа анимација. Почнува анимацијата со ова топче, кое што потоа се движи во овој правец, при што движејќи се истовремено се намалува, потоа го менува правецот на движење, почнува да се зголемува, повторно малку го менува правецот, или можеби не го менува, меѓутоа се намалува во овој момент и го менува правецот и се зголемува. И потоа тоа сето се повторува. Овде на оваа оска гледаме време трајањето на анимацијата, значи имаме почеток и крај. Означени се само местата каде што имаме промена или на движењето или некаква промена во објектот, во случајов промена во големината на објектот. Тие места се така наречените клучни кадри или на англиски keyframe. Значи имаме клучен кадар во овој момент во времето, каде што почнува нагла промена на правецот на движењето на објектот и од тука натаму тој се зголемува. Потоа имаме уште еден клучен кадар, каде што имаме некаква измена. Измената е само во тоа што почнува од тука да се намалува големината на објектот, а не да се менува правецот на движење. Имаме трет клучен кадар, каде што повторно имаме промена на насоката на движење на објектот, истовремено и промена на големината на објектот. За аниматорот кој што ја креира анимацијата, потребно е да ги креира само клучните кадри. Меѓу кадрите ги креира самата програма, во случајов програмата Vectorian Johto. На Digital School има поставено една презентација од оваа лекција, значи изработка на едноставни анимации, и во неа, значи ви препорачувам, се разбира, да ја симнете да ја погледнете, дел од неа денеска и во текот на оваа лекција ќе ја објасниме. Значи, за да постои една анимација има неколку предуслови. Значи, за да има анимација потребни се минимум два клучни кадри. Потребни се меѓукадри и некаков објект на сцената кој што ќе се менува при премина од еден во друг клучен кадар.
Овде има еден извадок од временската лента од некоја направена анимација. Само колку да објасниме како ги разликувате клучните кадри од меѓу кадрите на самата временска лента. Клучните кадри секогаш ќе бидат означени со точка на позицијата на кадарот, а меѓу кадрите се оние кои што ги поврзуваат со стрелка. Овде се означени, значи на ова конкретен пример, клучни кадри се кадрот број 1, 15, 30 и 45, а меѓу кадрите се кадрите од 2 до 14 и од 31 до 44. Кадрите овде од 16 до 29, тука има некаква пауза во анимацијата, значи нема ништо, односно ништо не се случува, нема никакво движење или некаква промена на објектите на анимацијата. Ке зборуваме малку подоцна за транзициите, значи постојат 4 елементарни чекори кои што мора да се придржувате за да креирате една едноставна анимација. За тоа ќе го објасниме на пример. Значи првиот чекор е потребно е во рамките на првиот кадар да нацртате или да вметнете од некаде некој објект. Првиот кадар кој што по дефолт е селектиран кога ќе отвориме програмата Vectorian Joto е автоматски и клучен кадар. Значи него не мора да го креирате, во него треба само да нацртате некој објект. Еве јас на пример ќе нацртам една звездичка. Некаде тука. Ќе се вратиме на презентацијата, значи имате вметнување, цртање на објекти во првиот клучен кадар. Тоа јас веќе го направив. Вториот чекор треба да креирате втор клучен кадар со наредбата Insert Keyframe. Вториот клучен кадар кој ќе биде, одлучувате вие со оглед на тоа каква сакате да биде брзината на измената, односно брзината на транзицијата која што се случи со објектот. Кои типови на транзиции можеме да ги направиме со објектот? Значи објектот може да се поместува, може да ја променува својата боја или неговата видливост, може да се ротира, да се променува неговата големина, да се изврши некаква деформација или да се изврши така наречен morphing, односно постепен премин од еден облик во друг. Јас овде ќе направам едноставен, нека биде некакво движење. Значи сакам звездичката да падне долу. Колку брзо тоа ќе се случува, одлучувате вие со тоа што вториот клучен кадар, кој што ќе означува крај на паѓањето на звездичката, одлучувате вие каде да го поставите. Да ве подсетам, од првата лекција, значи во менито Modify Document гледаме дека frame rate по дефолт кај Vectorian Joto е 12 FPS. 12 FPS значи 12 кадри се сменуваат во една секунда. Тоа значи дека кога јас го наместам наредниот клучен кадар да биде на 12, паѓањето на звездичката каде да го наместам ќе биде во рок од една секунда. Сакам да биде 2 секунди, тоа ќе го направам еве на 24-тиот кадар. Значи сега кликам на 24-тиот кадар, се губат објектите кои што биле нацртани. Тука со десен клик на кадарот се појавува ова контекстно мени во кое што јас ја го креирам наредниот клучен кадар со кликање на Insert Keyframe. Што се случи? Се копира звездичката, односно доколку има повеќе објекти, ќе се ископираат сите објекти во овој клучен кадар, да ве потсетам, сега е тој селектиран и сега ја гледаме позицијата на објектите во 24-тиот кадар. Се вратаме презентацијата. Третиот чекор е задавање на транзиција. Задавање на транзиција значи јас сега овде треба да му покажам како сакам да се измени звездичката, дали сакам да се помести, да смени боја, да смени облик, да се ротира и така натаму. Јас се реков едноставно само ќе ја придвижам. Значи со латкава за селекција ја селектирам и избирам каде таа ќе биде поместена. Значи овај е положбата во која што ќе се наоѓа звездичката после 2 секунди од почетокот на анимацијата. После 2 секунди затоа што одлучив да биде должината на таа промена, односно на тоа движење 24 keyframes. И четвртиот чекор е креирање на меѓукадри со наредбата Create Motion Twin или креирај меѓукадри во превод. Значи тоа се прави со тоа што може да кликнете на било кој од овие внатрешниви кадри од 2 во случајов до 23 со десен клик, значи било кој од нив,
Првата наредба која што се појавува во овој контекстно мени се вика Create Motion Twin. Откога тоа ќе го завршите, ќе видите поврзаност со стрелка помеѓу двата клучни кадри, значи помеѓу првиот во случајов и 24-тиот кадар кои што се клучни кадри и сега анимацијата е готова. Ние можеме постепено тоа да го правиме и рачно. Значи, ако кликаме еден по еден на овие клучни на меѓу кадрите, гледате ги селектираме еден по еден и гледам каде ќе се наоѓа звездичката во тие кадри. Значи, можеме да ви гледаме незината позиција во тие кадри. Или доколку сакаме тоа да го видиме автоматски, значи ќе ја вратиме анимацијата назад и со кликање на play ќе видиме како тоа изгледа. Додека се движи звездичката, горе гледаме ознака со овој розов маркер, кои се позициите, односно во кои кадри моментално таа се наоѓа додека тече анимацијата. Тоа е основниот принцип на анимација. Ние сега можеме тоа да го продолжиме, доколку не сакаме тука да завршиме, значи може сега да откриеме нов клучен кадар, да речеме во наредните 2 секунди, тоа ќе биде во кадарот број 48, ќе направиме нов клучен кадар. И сега ќе направиме, да речеме, 2 транзиции. Звездичката ќе ја поместиме и истовремено ќе смениме боја. Тоа значи дека треба, нека се помести прилика за ова растојание и да смениме боја, значи внатрешноста да ја избереме нека биде жолта. Откога ќе ги завршиме транзициите, со десен клик на било кој од овие потенцијални меѓу кадри, кликаме и ги креираме со наредбата Create Motion Twin. Ако се вратиме назад и ако ја пуштиме анимацијата, тоа ќе изгледа вака. Да речеме дека анимацијата е готова. Ова анимација сега може да ја гледаме само во Vectorian Joto. Значи може да го зачуваме ова со наредбата Save As и да ја зачуваме како анимација 1 на десктоп ќе ја зачувам, нормално екстензијата, односно наставката ќе биде VGD датотека и се препорачува секогаш прво да ја зачуваме во овој облик за да може подоцна да ја отвориме и да смениме нешто доколку сакаме. А доколку анимацијата сакаме да биде видлива и на компјутери на кои што нема Vectorian Joto, тоа треба да ја експортираме. Експортирањето се врши со наредбата Export Flash Movie која што се наоѓа во менито File или имате кратенка Ctrl-Shift-S, каде што ќе се отвори едно прозорче во кое што забележувате дека типот на датотеката сега ќе биде Shockwave File или Flash Movie. Јас нема да го сменам името, ќе го зачувам како анимација 1, кликам на Save. Постои една опција да се компресира или да не се компресира за малите анимации кои што ние ги правиме, тоа тотално е неважно, така да можам да го прескокнем овој чекор, кликам на ОК. Сега анимацијата е креирана, односно е експортирана во Shockwave, се наоѓа кај мене еве на десктоп и кај мене по дефолт тоа се гледа со Internet Explorer. Не ме прашувајте зошто, затоа што Firefox и Chrome бараат некои дополнителни опции за да може нив да ги гледате едноставно. Јас ќе го стартувам ова и ќе ја пуштам мојата анимација која што ја креирав. Еве го тоа во рамките на Internet Explorer сега таа се одвива непрекинато. Тоа значи дека ја гледаме анимацијата со истите оние чекори, односно клучни кадри, кога ќе заврши, по дефолт продолжува понатаму од почеток. Освен овие две транзиции, да ги покажеме и другите транзиции на истава анимација, рековме дека може да направиме анимација со, мислам, транзициите да бидат, само да се подсетиме, еве, поместување и промена на боја го направивме, промена на видливост со алфа параметрот, еве ќе го направиме и него, истовремено ротација и деформација. Значи сега нека биде еве на 80 клучен кадар, ќе креирам нов клучен кадар, повторно ќе ја поместам звездичкава во овој клучен кадар. Друго, ќе ја ротирам. Значи за ротација вклучувам алатката за слободна трансформација. Ќе
ја направам да биде провидна. Не мора да биде сосем. А и нека биде сосем, И сега ќе ги ставам меѓу кадрите. И уште еден клучен кадар заради слободната трансформација да ја покажеме, еве нека биде овој било кој. Звездичката повторно ќе ја поместиме некаде на почеток. Ќе го вратиме бојата и овој пат ќе ја деформираме. Се деформира со латката за субселекција, кога ќе се појават овие контролни точки, јас ќе направам некаква деформација, еве. Не е важно. И тука да не забораваме да ги ставиме на крајот меѓу кадрите. Сега ако се вратиме назад и ја пуштиме целата анимација, ќе ги видиме сите транзиции кои што сме ги правеле до сега. Тоа е се. Слободно пробувајте различни видови анимација, само да ви кажам една многу важна работа дека откако ќе ги креирате меѓу кадрите, во тие меѓу кадри повеќе не смеете да правите никаква измена, затоа што ќе се прекине анимацијата во тие меѓу кадри. Односно, доколку сакате во текот на анимацијата да речеме да воведете некој втор објект или трет објект кој што би имал некаква интеракција со овој претходниот, за тоа ќе треба да се користат различни слоеви, а за слоеви ќе зборуваме во наредниот час. Толку за денес, деца, чувајте се и останете дома. Поздрав!